Утра мои сгасва. Животот не бира кога непријатно ќе ни изненади и натера да се бориме за него. Животот е чудо кое ни носи радости, тага, но и ситуации во кои мораме да побараме помош, бидејќи за животот се работи. На македонската музичка легенда Момо Николовски му е потребна итна помош поради сериозноста на болеста од која боледува. Колеги на социјалните мрежи апелираат кој е во можност да уплати сума на банкарската сметка на Момо Николовски, бидејќи му е потребно итно лекување. Пред камерата на Ексклузив зборуваше еден од најблиските пријатели на пејачот, композиторот Сашо Ливрински, кој беше помеѓу првите кој повика да се помогне на Николовски. Пред 10 дена се востанови една болест која што не сакам ни името да го споменам. Мислам дека гледачите ќе сватат за што се работи. Кој што го стави него и психолошки и физички во една многу незавидна состојба. А колку средства сте потребни за лекувањето? Значи, ментално ние имаме, бидејќи брзо време откриена болеста, значи имаме се уште недовршени анализи кои што треба да дојдат и тука и од странство. И за да се комплетира тоа како досие, за да се одбере начин и место на лекување, што ќе одреди, се разбери цената, затоа вака на почеток многу луѓе не да ми замерија, туку рекоа дека да речеме донациските броеви од овие мобилните оператори се најефикасен начин за донација за кога се потребни некакви средства, но за жал заради некомплетирана документација се уште не можеме да ги имаме, но набрзо тоа во најбрз можен рок ќе видиме колку може брзо тоа да биде, да се искомплетира таа документација и да се добијат тие донацијски броеви. И секој добронамерен македонец, државјанин на нашата земја, моите колеги музичари, сите хумани луѓе кои што го знаат или не го знаат лично, не е важно, бидејќи Момо еден човек кој што влегуваше во секој дом. И со неговата забавна мелодија, и со неговата народна мелодија. Значи, остави големи траги во нашето општествено живење за да донираат нова жиросметка, за да успееме оние минимални, но високи трошкови за кои што ги поднесува ова семејство, кај што сум, да речеме, секој втори или трет ден веќе таму и се наоѓаат во една вистина незавидна, лоша финансиска состојба заради, како да кажам, нивната невработеност. Значи, нивната невработеност, морам да го кажам тоа, затоа што тоа е вистината. Душата ми боли, искрено да ви кажам. Малку и сум вознемирен од целата ситуација, но пак јас сум човек и тоа сакам и на Момо да му го пренесам, затоа што тоа е таков, но дали кој ќе ги мултиплицираме емоциите, човек што не се предава никогаш до крај. Со емотивна објава на Фејсбук за состојбата на Момо имаше пост и неговата сопруга Валбурга Батева Николовска, која го напиша следното. Продолжи да танцуваш со мене. Ова е мојата љубов, човекот на мојот живот. Моето вечно момче, мојата рајска музика во срцето. Цел живот со неговата песна развеселуваше, но и безброј пати помагаше на луѓе кои беа соочени со животните предизвици. Сега е неговиот ред, сега е нашиот ред. Ни треба помош, оти звуците на љубовта не смеат да згаснат. Сега, кога најмногу си требаме еден на друг, не сакам да го дадам, нема да го дадам. Неговата топла душа е моето скришно, безбедно место. Таму не живее темнината, таму има доволно светлина за 100 животи и уште еден. Секогаш бев тука за вас и вие за мене. Барајте ме, вие кои знаете колку го љубам, но и вие другите, кои сакаат некого и некој ве сака. Овој филм мора да заврши со среќен крај, со ваша и Божја помош, а и во моја режија. Мече моје, судбино моја, продолжи да танцуваш со мене, јас, ти и музиката. Ја сакам. Наред е целата македонска естрада, особено колегите на Николовски од фолк сцената, со кои години и години дели иста сцена.
Но должност е и на нас како луѓе да помогнеме колку можеме и да веруваме дека Николовски повторно ќе застане пред микрофонот и ќе продолжи да твори.